Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Бидејќи веќе знаете што е специјалот и што е ова видео, прво би скокнал до тој дел да се вратиме во Стефан во минатото вчера, кога се тетовираше, и да ги видиме тие инсерти на кратко. Неам многу снимано, имам малце само чисто да го видите тој процес на тетовирање, и после ќе се вратиме тука за да разбориме, односно да ви кажам што е тетоважата, што пишува на неа, што значи, зошто баш тоа, и општо да позбориме за овој канал и за тие 50.000 субскрайбери. Одиме на видеото. Може? Сакаш да е така тенкичко? Да. Да? Сакаш да ме болат очите ако пантам. Доволни ли сме? Ја, како што ви кажав, неам снимано многу, али тоа беше вчера, тоа беше процесот на тетовирање и Стефан одлучи за вака. Неам ништо замислено што ќе зборам во видеово, само сакав да седнам и да зборам. Многу се чувствувам некогаш себично на моменти кога моите специјали на овој канал ги правам повеќе за мене отколку за вас. Тоа е од чиста причина што не сакам YouTube да биде место на кое што само ќе споделувам забавни содржини и сите ние ќе се забавуваме со истите, што не е, фала Богу, не е лошо и тоа е повеќето од каналот, али сакам, не само што сакам, туку и имам поголема конекција со вас и на тој начин и со самото тоа што YouTube представува многу повеќе за мене од само место на кое што можеш да споделуваш видео. Од самиот почеток специјалите си ги сватив за нешто посебно и за нешто стварно специјално што сакам да го правам, и не знам кој е тука од почетокот, зашто многу пораснавме од тогаш, али мојот специјал за 3000 субскрайбери беше исто тетовирање, така да ова не е прв пат, само што сега значењето поинакви ќе навлезам и таму. Специјалот за 3000 беше за конечно кога јас ќе дојдам до таа бројка, зашто јам многу време пред тоа сакав да се тетовирам. За конечно кога ќе дојдам до бројката од 3000 субскрайбери да се истетовирам. Тоа беше оваа тетоважа што ми е тука. Ова иначе, еве ако некој не го гледа на тоа видео, ова е датумот на раѓање на мајка ми и е нешто што премногу, фала Богу, најмногу на свет ми значи, и сакав да си го имам тоа на твоето тело, на моето тело. И кога достигнав 3000 субскрайбери, решив дека тоа ќе биде моментот кога јас ќе направам тоа. За 10.000, за 20.000 субскрайбери малце сменив тематиката и сакав да отидам на некоја си тема, затоа што се плашам од доста работи, и решив кога ќе достигнувам некои заокружени бројки кои што такви големи, ќе се соочувам со мојот страв. За 10 за 20.000 се соочивме со доста опасни животни и ги допиравме без да знаеме што не очекува воопшто внатре. За 30.000 субскрайбери се соочив со еден од моите најголеми стравови, а тоа беше летањето. Летав за прв пат во мојот живот на 20 години и сум многу среќен што го поминав и тој страв и што на некој начин се соочив со него и го направив тоа, и да не беше YouTube, немаше толку лесно да се решам и да го направам тоа. Така да за тоа реков дека малце се чувствувам себично кога ги правам специјалите, зашто повеќе ги правам за мене, за конечно да се соочам со нешто или нешто да направам што сум го мислел толку време. 40.000 субскрайбери, иако повеќето мислеа дека избегав од тематиката за соочување со моите стравови, на некој начин и тоа ми беше исто. И се соочив со мојот страв да зборам. Се соочив со стравот да зборам некои подлабоки работи што никогаш ги неам кажано, и имам зборено со некои луѓе, мислам дека
не памтам дали имам некој такво видео направено, али првиот сат и пол, откако јас го објавив тоа видео за 40.000 надеж, јас се тресев, зашо уште не бев свесен дека тоа го ставив во јавност. Такви зборови кажани, зашо обично сите тие некои си мои мисли и работи остануваат во мене, никогаш не ги исфрлам и затоа тоа беше многу важен момент за мене кога достигнав 40.000. Сега за 50.000 е доста поразлично. Не се соочив со никаков страв, сега е стварно поразлично од другите специјали и го направив ова од причина што ако некој не прочита што пишува на тетоважата пишува create, односно креирај, и ми представува се ова. И не само ова, туку и многу повеќе од порано. Ја имам зборено уште во првото видео дека имав објаснувано дека ова не ми е прв пат ја да бидам на YouTube, ми е прв пат да бидам како лик, да се појавам јас, али креирам ја доста оддамна кога си снимав на едно англиско каналче наречено Мискри Манија, каде што беше канал посветен само за една игра, али да, освари, тоа беше првиот момент кој јас нешто почнав да правам. Со тој канал почнав, тоа беше играта и каналот кој ме натера мене да почнам да пробувам многу работи. Почнав да учам Photoshop, почнав да учам многу работи, да се интересирам. Самата желба ми се роди за тој графички дизајн, некој си шо еве и денес студирам тоа и толку му си имам посветено од тогаш натака. Самата таа некоја си моја желба за креација што почнала од кринч Photoshop едити да ме натера да размислувам на многу повеќе и да почнам да во оваа глава да си ставам толку многу идеи, толку многу работи кои би сакал да ги направам во животов, што ете тоа достигне до тоа да си направам македонски канал. Македонскиот канал многу неќам да ја кажувам реченицава што ќе ја кажам, али зашо многу звучи клише и сте ја слушнале на многу места, али мене овој канал буквално ми го смени животот. Ми го смени начинот на размислување, на перцепција на некои работи. Едноставно, овој YouTube канал ми отвори еден скроз нов свет за кој го немам запознаено порано и не мислам дека некогаш ќе го запознам. Добив толку многу луѓе што почна да го препознава тоа што го правам и што несебично цело време, секој ден, повеќе од 2 години ја даваат својата поддршка. Да стиснеш subscribe на некој канал не значи само да го гледаш тој канал, туку јас го имав тоа напишано и во постот што го ставив на Instagram во моментот кога стигнавме 50.000, дека 50.000 луѓе не се 50.000 луѓе што те гледаат. Тебе може да те гледаат и повеќе, може да те гледаат и помалце. 50.000 луѓе, 50.000 субскрајбери се 50.000 луѓе кои одлучиле да поддржуваат. 50.000 луѓе се луѓе што одлучиле да го стиснат тоа subscribe и тоа се луѓе што сакаат да видат повише од тебе и што веруваат во тебе и така натаму. Бидејќи ја доста премногу созреав плюс последниве 2 години, соочувајќи се со разни работи, не се ви е вас презентирано и не се знаете вие што се случува позади камера, не е дека нешто што се крие, што не би сакал да го споделувам, али буквално нема потреба, али кога си во самиот некој си свет навлезен, запознаваш, што ми е тука црвено што се фаќав, запознаваш секакви луѓе, кога веќе не би кажал дека имам нешто многу постигнато, али кога ќе добиеш некое си ниво на внимание, многу луѓе, има доста луѓе што сакаат тоа да ти го
или да навлезат во твојот живот само за да и они имаат некој си дел од тоа, или кога веќе си успеал да пробаат да ти го срушат тоа, да ти го одземат наставно. Постојат секакви луѓе, постојат злобни луѓе, а постојат и прекрасни луѓе. Целиот мој начин на размислување се промени со YouTube, целиот мој не само со YouTube, туку и со целата моја некоја се желба и потреба за креација од по 1000 интервјуа и чуда имам кажано дека осеќам нешто, дека има нешто тука внатре што цело време ме тера нешто да правам и не можам да седам сега денот, не можам си го замислам ако јас не размислувам што е следно. Што ќе снимам следно, што ќе направам следно поголемо, што ќе спремам. И целото тоа креирање би го направи животот, ама премногу поубав. Сега минат и солзи на очи и нема шанси, не планирам да плачам. И куче не лај надвор. Ова е поразличен специјал од сите, ама сакам да зборувам со вас. Сакам да ви ги кажам сите овие работи. Се осеќам малце глупо што колку и видеа да ставам и колку и работи да правам, пак се чувствувам кога е малце за тоа што јас го имам добиено од вас. И тоа што ви има толку многу и не можам да кажам доволно фала, не можам доволно да се... Не можам да го најдам најдобриот начин за да ви се заблагодарам на некој начин за се што до сега сте ме поддржувале и сте ми го пружиле. Некако најдобриот начин го гледам во тоа да продолжам и да ви спремам уште многу работи. Еве, открив на Инстаграм вчера дека 90 секунди се враќа конечно. Напишав и таму пост, прочитете го за што поточно ќе зборам поише за 90 секунди, али битно се враќа. Исто со Марко веќе неколку пати имаме спомнато дека работиме нешто големо што трае веќе многу долго време. Ама чим трае нешто многу долго време, тоа значи дека нешто доста големо и што можеби е нешто најголемото нешто што ви го спремаме до сега. И ќе биде, гледаме да биде што е можно поскоро. Така да не престанам да креирам, продолжувам да размислувам понатаму, продолжувам да правам работи, да спремам работи, продолжувам да размислувам што ќе правам понатаму. И иако снимам 2 години и 3 месеци, толку се, 2 години и 3 месеци се точно, се уште се осеќам некако да сум на почеток и се уште мислам дека најдоброто тек доаѓа. Така да секогаш ќе се стремам кон тоа и нема да се однесувам и нема да мислам дека нешто имам постигнато, доку секогаш ќе јавно ветувам и сам на себе дека секогаш ќе пробам да бидам подобрата верзија од мене и секогаш колку да сум направил нешто добро ќе гледам тоа да го направам следниот пат уште подобро. Тоа е овој специјал. Тоа е, сакам да ви кажам тие работи, имав потреба да го изнесам тоа и си го направив ова. Ова нешто што е трајно и што никогаш нема да се избрише. Ова сте вие, ова е мојата желба за креирање, ова е тоа што ме донесе мене тука. Ова е тоа што ме донесе тука, што ве донесе вас тука на некој начин и што направивме доста работи до сега и тек ова ќе направи уште многу работи. Многу сакам да ви откријам, а толку не можам да ви откријам, али ќе биде... Падни си камера, не е проблем. Ќе биде наскоро. Ќе биде се. Фала ви пренајмногу за 50.000 субскрајбери. Знаете ли колку се 50.000 луѓе ако вие ги замислите пред вас? Тоа се толку многу луѓе. Се надам дека не сонувам и дека нема да се разбудам секој момент и ќе видам дека е само сон
Иако така делува. Луѓе, тоа ќе биде овој специјал. И јас повторно ќе кажам дека се чувствувам малку себично и мислам дека не е доволно, али се надевам дека барем мене ми олесна кога ги кажав овие некои си работи и многу повеќе работи доаѓа. Спремам многу повеќе работи. Ќе има сигурно поинтересни специјали од ова, ќе има многу поинтересни видео од ова општо. Така да, ја. Стефан никогаш не седи туку така и Стефан секогаш размислува и прави нешто за да понатам. Така да не се секирате, овој канал тек почнува и овој канал тек спремаме нови работи. Фала ви премногу уште еднаш за целата поддршка. Фала ви за 50.000 субскрајбери. Ние одиме понатаму да достигнеме некоја си друга бројка. Јас ве сакам највише на свет. Се извинувам уште еднаш ако ова видео беше ако ова видео беше премногу хаотично, затоа што само сакав да седнам и да зборам. Не спремав ништо и немав претходно замислено што би зборал. Така да е. Фала ви премногу за целата поддршка. Уште имам потреба да го кажам тоа, али ако треба ќе го кажам 50.000 пати. Ве сакам и ние се гледаме во наредното видео за многу брзо. Чао.